Екипата на Маестрално оваа недела се наоѓа на една убава скопска локација Тафталиџа. Токму нашиот следен гостин го поврзува оваа локација со неговото второ оделение кое го започнал токму овдека, во Јан Амос Коменски, училиштето основно во кое и ќе разговараме токму со него. Оваа локација инаку го поврзува токму неговото име на албумот Тафталиџа Шафл. Верувам дека веќе погодувате за кого станува збор. Јас одам да се сретнам со него и да го започнем интервјуто. Владко Стефановски, ексклузивно во Маестрално во Тафталиџа. И како што најавивме, се наоѓаме во локацијата која, впрочем, и самиот албум кажува Тафталиџа Шафл, во Тафталиџа заедно со маестро Владко Стефановски, ексклузивно интервју. Најпрвен, добар ти ден. Добар ден. Како си? Океј, супер. Во твое мало, во твое школо, овде се наоѓаме на твоја локација, да го направиме домакински интервјуто, тоа не беше и целта. А впрочем и самиот албум, како што кажав, го вели тоа што ти впрочем го имаш во овие вкупно 9 композиции. Како е Владко Стефановски во ова корона пандемија со овој албум успеа, верувам, да малку ги насмееш луѓето со она што ти го работиш години наназад? Па, немав друг избор, бевме сите у некаков локдаун, у некои карантини, можев да гледам телевизија или да се посветам на некоја креативна работа. За среќа имам домашно студио, така што поминавме у тоа моје домашно студио едно 10 месеци во континуитет и ги склопивме овие песни и овие пораки кои се наоѓаат во текстовите од албумот. Албумот е посветен некако, или не можам да кажам посветен, може би инспириран од мојот живот во оваа населба Тафталиџа. Јас сум еден од оние што секој дневно барем по 2 круга вртат низ населбата, а сега во последниве година дена имаме и куче, еден бел лабрадор со кој редовно шетам наоколу и тоа ми е првата и последната обврска во денот. Така што ја пратам оваа населба и албумот го посветив на моето растење, на мојата младост, на моите први фасцинации, првите игранки, првите бендови. Така што се свртев малку назад, погледнав во ретровизор, да видам од каде кај мене се роди таа огромна страст и љубов кон музиката. Родени сте во Прилеп, меѓутоа во една од вашите песни спомнувате дека живеете на улица Мексичка. Какво е чувството сега после тие години поминати во сегашно време живење на таа улица која веќе за жал не се вика така? Знаеш како, населбата беше многу питома во средината на 60-тите години кога е изградена. Беше изградена како донација од разни земји, Норвешка, Финска, Чешка, Мексико. Ја имав среќа да живеам во финска барака, која беше навистина феноменално опремена и направена од најфино финско дрво. Сега работите се сменија, се разбира комплетно. Како, па едно е да се живее као дете, безгрижно, и да се излегува надвор да се игра со другари, а друго е да се живее како родител кој е одговорен и кој има грижа и постојана, како да кажам, постојана обслужување кон децата, знаеш. Имам како родител големи обврски. И сега сменети се многу работи, се разбира, ама моето занимавање со музика и мојата страст кон музиката е се уште на прилично високо ниво. Ogledaj se
што мене ми е интересно во однос на овој токму албум е тоа што ова не е само еден албум кој е насловен по многу ваши работи кои го поврзуваат со животот. Ова е само дел од онаа серија на наслови кои ги имавте со вашиот бенд Леписово Калабалак. Тука беше и секако меѓу другите и претходните албуми Сеир, кој исто така беше веројатно некоја ваша инспирација на сето она што можеби беше окружување овде. Зошто се одлучивте токму за Тафталиџа шаф? Како наслов? Покрај тоа... Па не знам, кога сватив дека текстовите ми го покажаа насловот. Почнав да пишувам текстови и Тафталиџа звучи екзотично и доста неразбирливо за луѓе кои не биле во Скопје. Па стално сакам да имам интригантен наслов. Сакам да имам наслов за кој не знаат многу луѓе што значи. Сеир се убив од објаснување што значи Сеир. Сега ќе треба да објаснувам што значи Тафталиџа. Исто така имав многу работа да објаснувам што значи Калабалак. Али мене тие изрази ми се многу колоритни. Тие изрази се многу, прво звучат многу интересно, а второ прилично се нејасни. Ама за тие што се вистински фанови, што сакаат да копаат по значењата на песните и на словите и на музиката, тие ќе имаат работа и тие ќе покажат интерес и ќе ископаат што тоа точно значи. Така што, као што јас сум копал по некои наслови од песните на Битлз или од Лед Цепелин, сум се чудел што е што, се додека не сум открил за што се работи. Дали ви изненади успехот на овој албум кој во Хрватска котираше многу високо и беше, впрочем, и најраспродаден албум и како нормално издавач, нели? Кроација Рекордс, да. Кроација Рекордс. Не бев изненаден од успехот на албумот, морам да признам, иако може би звучи нескромно, ама во самиот процес, кога снимате нешто, кога работите, одма гледате дали работите нешто добро или не. Се гледа тоа. Ако треба нешто на мускули едва и да го вадиш, тоа може би треба да се прекине тој процес, кога нешто многу тешко оди. Овој албум одеше многу лесно. Идеите што ги имав многу лесно се реализираа. За прв пат соработував со син ми Јан, кој се покажа кој созреа, снимајќи го овој албум, созреа како музичар и како бубњар. И ова беше за него големо искуство, затоа што снимавме и тој самиот после извесно време сакаше некои работи да ги подобри, па да ги пресними и така натаму. Исто така и со баситот Иван Кукич, и ова е негов прв албум. И многу ми е драго што на ваков начин успеав малку да ги афирмирам тие две имиња, Иван Кукич и Јан Стефановски. Мислам дека на најубав можен начин и ми отвори вратата на светот на музиката. До нив е сега дали ќе продолжат и на кој начин ќе продолжат, ама ја уживам да свирам со нив и уживам да соработувам со нив. Млади снаги, голема енергија, голем ентузијазам и насмејани лица. Токму тоа и ми беше, впрочем, следното прашање, Иван Кукич и вашиот син. Колкава е задоволството да еве и на концерт, да кажете, има појавена заедно со вас, колкава е задоволството да еве да се појават и, впрочем, и во овој албум, че дел од... Па мислам дека за нив е ова голема работа, а и за мене се разбира. Добро е таа моја евентуална популарност и афирмација која ја имам до сега, малку да успеам да ја пренесам понатаму. Значи да стимулирам или да мотивирам една помлада генерација музичари и да им давам малце ветер во едрата, како што они ми даваат од нивната младешка енергија и страст и љубов. Така што тоа е се еден give and take процес. Мислам дека сега функционираме одлично. Инаку, голема благодарност до сите мои гости кои настапуваа на овој албум, почнувајќи од најстариот Тихомир Попасановиќ, Дамир Имери, Дики Тавитјан, Васил Хаджиманов, Кирил Џајковски, Андријана Јаневска која ми отпеа пратечки вокали, глумецот Никола Ристановски кој исто така имаше еден мал речитатив и се разбира сите други соработници, Мите Димовски кој се занимаваше со миксање на албумот, Лади Цветковски кој ја правеше омотницата. Мислам една фина екипа луѓе, едно фино друштво кое се обиде да го сподели со мене својот талент, време, енергија и добра волја.
Освен ова издание кое за сега збориме, нели, албум, излезе и винил издание на Тоа ми е. на Тафталиџа Шафал и реално стана престиж да го има реално секој рок-н-ролер. Еве, очекувам деновиве, навистина за ден-два треба да стигне винилот и CD-то во некои фини продавници во Скопје, во Литература МК и во Теохарови аудио куќа. Така што за тие што се навистина аудиофили, што сакаат добар звук и што собираат плочи, меѓу кои припаѓам и јас. Да, ја веќе не слушам дискови. Така? Јас сум нон-стоп на грамофон. Имам 2 грамофона и слушам само винили. Реално, дали се согласувате со тоа дека, нели, ајде да кажам тоа што порано се случувало, полека некако се враќа во мода? Тоа ми е многу голема, како да кажам, многу ми е драго што винилите се вратија на голема врата. На почеток срамежливо, но сега веќе е оно 180 грамски винил, одлични омоти, картонски омоти, навистина изданија кои ти е драго да ги имаш, да ги поседуваш. Винилите некако, овие CD-ата имаа проблем со тие нивни пластични кутии кои се кршеа, па имаа проблем ако ги заборавиш во кола на топло време, знаат да се стопат, да се извиткаат. Веќе бидат нефункционални практички, така. И сега ова што музиката се враќа на голема врата повторно на винил ми е многу драго, затоа што имам огромна колекција на винили и не сакам да ми стојат во некои картонски кутии во подрум, сакам да се тука блиску за да може да се пуштат и да се слушаат. Верувам дека задоволството ете и најавивте дека за многу скоро ќе биде и во поголем број винил изданија. Да. Шафал. Верувам дека задоволството е огромно за сите оние кои сакаат, како што кажавме, да имаат винил во собствените домови, тоа се Тафталиџа Шафал. Меѓутоа, Владко, постојат и реални планови за концерт и промоција на Тафталиџа Шафал во некој блиски дни. Знаеш што, многу би сакал да ги имам тие планови. Се додека траат овие рестрикции, овие карантини, тешко преоѓање на граници, мислам дека ќе почекаме со плановите. Ја многу се разбира дека сум спремен како пушка и ја и моите соработници, ама да, ова е нешто реално свежо направено. Тоа не зависи од мене. Ако се дигнат ако се релаксира состојбата после овие масовни вакцинации кои треба да следат, ако се смири оваа ситуација со COVID-19, верувам дека ќе тргнеме на турнеја со огромно задоволство и со, како да кажам, со огромна енергија да им го представиме материјалот од овој албум на публиката, да ја го представиме во живо. Тоа е правата комуникација и правиот крајен резултат на сите овие наши напори, да се видиме со публиката очи во очи и да им го отсвириме се тоа што сме го снимили. Елено, Керко, Елено, ти една на мајка, што стоиш, Керко, што мислиш, што книга пишуваш, што стоиш, Керко, што мислиш, што книга пишуваш. Концерт или настап заеднички со Матија Дедич, кој впрочем е и точно, и Матија Дедич, заборев да го спомнам, точно. Во самиот албум. Така, да. Дали може да се очекува некоја, да речем, на поголема врата соработка заедно со него? Знаеш како, бевме и двајцата изненадени од квалитетот на тој концерт и од квалитетот на соработката. И верувам дека ќе има уште шанси да заедно на сцена да седнеме и да споделиме музичко искуство. Точно се разбира, беше прекрасно, имавме концерт на Белградскиот джез фестивал на 20 декември настапивме тамо за големо чудо пред публика. И тоа имавме можности овде каде го со тоа што беше концертот не беше во 8 навечер како што сме навикнале, туку беше во 3 попладне. Ама и тоа е супер. Така што со Матија верувам дека ова е само мал почеток
една иницијација која ќе се претвори во некоја посериозна соработа. Оно што е најново, бидејќи сега го снимаме сепак интервјуто, можеби веќе ќе биде изреализирано, и тоа што албумот Тафталиџа Шафл е и номиниран во Европската награда Импала со други 24 албуми од сите делови на Европа. Колку искрено тебе лично ти значи? Многу ме радува таа вест од Croatia Records ми се јавија. Сепак е голема бројка на нели. Па има илјадници албуми објавено оваа година низ Европа. И да се најдеш во првите 25 за некаква награда, за некакво признание, тоа е супер. Тоа само ми некако ми докажува и ми потврдува дека не биле залудни тие часови поминати во студио и во снимање и во размислување, а да не ги спомнувам годините на кариера кои се зад мене. Да не спомнувам тоа. Тоа е застрашувачки голема бројка на концерти, на изданија, на соработки со луѓе, со оркестри, со музичари, со пријатели, со вау. Така што знаеш како, ја прифаќам онаа теорија, што е наше ќе дојде. Ако треба да добиеме Оскар или Греми, ќе го добиеме. Ако не треба, нема да го добиеме никогаш. За самиот крај знам дека пишувате и мемуари. Да. Веќе сте во изработка на некој издание, односно книга. Па за што се работи? Дали веќе имате некаков наслов? Како не, наслов немам. Ама имам може да го очекуваме. Имам сериозен материјал до сега напишано. До сега имам околу 50 чептера, 50 глави напишано. Остануваат уште десетина. Тие ги чувам за крај, тие највручите моменти, можеби најтешките моменти од животот, ќе оставам да ги напишам на крај. Али инаку за овие успеси, бендови, соработки, тоа веќе све напишав. Ама пошто пишувам рандом, не пишувам хронолошки пишувам рандом фајлови и рандом чептери, така што во еден момент ќе треба сите тие лего коцки да ги склопам и да се затвори таа евентуална книга која би била моја автобиографија. Тоа ќе го очекуваат сите фанови, верувам, со огромно задоволство, а мене ми беше исто така огромно чест и задоволство што прв пат правим интервју заедно со вас и се надевам дека ќе се видиме најсвежо што може со Тафталиџа Шафл нормално на концертна промоција. Голем поздрав до вашите гледачи, голем поздрав до CMC телевизија, голем поздрав до сите на кои мојата музика нешто им значи. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам.